Аналитичарот Алберт Муслио, адвокатот Ивица Јефтич, директорот на Македонски шуми Валентин Груевски и локалниот беровски функционер Новица Печински се првите имиња кои ВМРО ДПМН ги открива на јавноста во така наречената афера тајни имоти. Според партијата, тоа се луѓе на различни позиции, именувани од владата и премиерот Ковачевски, а од надлежните државни институции сокриле вреден имот, на кој неговото потекло на јавноста и е непознато. Затоа тие денеска побараа. Ја повикуваме Државната комисија за спречување на корупција и останатите институции да почнат да си ја вршат работата, а истовремено ги повикуваме Јефтич, Груевски и Цоневски да си поднесат оставки на позициите кои ги држат и да платат казна која им следува по закон. А затоа постапка да прокрене Државната комисија за спречување на корупција. Од Државната комисија за спречување криминал веќе објаснија дека ќе реагираат соодветно на низините ингеренции, односно дека сите именувани и други јавни функционери кои не поднеле анкетни листови ќе бидат казнети. Обврска на секој избран или именуван функционер е да пријави имот, но на кој начин имотот е стекнат е предмет на други државни институции. Објаснија од ДКСК. Сепак, според министерот за правда Никола Тупанчевски, и без закон за утврдување на потекло на имот, секој имот може да се провери. И мимо тој закон, и освен тој закон, уште пред да биде донесен, во моментов постојат инструменти и механизам за докажување и откривање на состојбата на незаконски стекнатиот имот. Запрашан за ова од опозицијата наречена афера тајни имоти, премиерот Димитар Ковачевски препорача. Те што имаат како одредени индикации, треба да го достават до антикорупцијската комисија, бидејќи секој функционер е должен се она што го има стекнато во текот на својот живот да го пријави во својот анкетен лист, исто како што јас сум го направил тоа.